Поздрав, јас сум Гордана Блажевска-Спиридонова. Психолог сум во гимназија Никола Карев во Скопје. Грижа за менталното здравје. Академски стрес би требала. Во последно време, да. Потешкотиите со менталното здравје, начинот на кој што тие го доживуваат нарушувањата во менталното здравје, анксиозноста е една од честите причини, можеби и депресивни епизоди или состојби да пријават различни видови на стравови, па некогаш се вклучува, еве да речеме, и семејството, односите во семејството, очекувањата со родителите, па накрај сето ова да го доживува младиот човек како нарушување на менталното здравје. По два, академскиот обем на работа. Академски обем на работа. Ке изненади можеби, меѓутоа децата во училишен контекст знаат да пријават дека токму притисоците поврзани со академските очекувања и постигнувања да им се голем извор на стрес. Се одгоре наведеното. Па се одгоре наведеното. Врсничката група на средношколецот е најзначајна возрастна група со која што се среќава на оваа возраст. Така да сите добри исполнителни односи, во кои добро се чувствува средношколецот и младиот човек, водат кон добра состојба на детето. Меѓутоа, навистина сериозно им паѓа кога им се нарушени односите, кога не се препознаени од врсниците, кога не реагираат врсниците на нив и тогаш навистина тешко им паѓаат овие состојби и дополнително може да влоши секоја тековна негативна состојба да уште повеќе ја влоши. По два, секако дека може да ја подобри самодовербата, но и да не може да се постигне стандардот за посакуваната слика. Па да, може да ја подобри сликата. Иако кога се работи за, да речеме, деца кои се спортисти и притисокот во однос на некоја очекувана форма или изглед на телото, ите како може да влијае како елемент кој го зголемува притисокот. Негативната страна од овие ситуации е што кај децата и младите може да се јави една нарушена перцепција за себе, една нарушена слика за себе. Јас би сакала да секој училиште да има простор каде што ќе бидат психолог, стручно лице, советник, кој ќе биде отворен, со почит и со добро расположение да креира безбеден простор. Младиот човек да може слободно да зборува на овие теми, да може слободно да се отвори, без воздршка да зборува за своите потешкоти.